председателе, почитувани колеги и пратеници, почитуван заменик министер, почитувана македонска јавност. Јас овој амандман го поднесував 8 пати. 8 пати бев одбиен. Сега го поднесов по 9 пат и сега еве пак не се прифаќа, се одбива овој амандман. И сега се поставува прашањето, има ли излез, има ли решение, како да го решаваме овој проблем? Јас мислам, одговорот мој и моето размислување има, а овој проблем ќе се реши после одржувањето на парламентарните избори, кога ќе дојде нова влада и таа влада ќе работи сигурно одговорно и ќе има разбирање за решавање на проблемите на граѓаните, односно ќе работи во интерес на граѓаните. Јас овие средства ги побарав со намера, со цел за довршување на веќе започнат обект кој се гради. До 2017 година изграден е колекторскиот систем до центарот на градот, односно до хотелот, и сега преостануват од хотелот до автобускава станица да се направи овој колекторски систем. Функцијата на колекторски систем во овој момент во Кратово ја врши Кратовска река. Таа представува реципиент на фекалните води и отпадните води, нормално дека и на атмосферските води, и исто така можам да кажам дека представува главен, односно сериозен загадувач на човековата околина или потенцијален предизвикувач на разни заразни болести. И ние како граѓани во Кратово сакаме да имаме, да живееме во чиста, здрава средина, чиста околина, и затоа ги бараме овие средства. Сакам поопширно да кажам дека не можеме ние да очекуваме во нашава држава да имаме здрава околина, чиста околина, без да бидат решени еколошките проблеми. А еколошките проблеми се тие кои што ја загадува средината. А тоа значи дека сите ние настојаме и сакаме да имаме чиста средина. А ќе имаме чиста средина само ако ги решиме овие комунални проблеми, како што е водоснабдувањето, филтр станици за почистување на отпадни води и така натаму. И јас пак во оваа прилика ќе кажам дека многу сме некоректно е од страна на владата да Кратово биде ставено на маргините на развојот. Ако ова влада потроши негде околу 30 милиарди евра, еве нека не се 35, помалку нека се, а 1 милион евра да не може да издвои за Кратово, тоа зборува дека ова влада има дигнато раце од Кратово. И затоа ние реагираме. Благодарам. Благодарам.